Двајца македонци се најдоа на европската листа на Forbes за најдобри предприемачи кои имаат помалку од 30 години. Станува збор за основачот на Grouper.mk Нина Ангеловска и основачот на маркетинг агенцијата 1 на 1 Жарко Димитриовски. Двајцата присуствуваа на свеченоста во Лондон, каде што Forbes ја представи листата на 300 највлијателни луѓе во Европа под 30 години. Лидери и иноватори од Европа во 10 индустрии. Меѓу избраните има представници од 34 држави. Нина Ангеловска, која е коосновач на Grouper.mk, е одбрана меѓу 30 најдобри во малопродажба и електронско тргување. Според неа, признанието е голем успех како за компанијата, така и за Македонија. Што значи за Групер, што значи за мене и што значи за Македонија, за сите три значи големо, мислам дека признание и гордост. Прво за Македонија значи големо признание и гордост, бидејќи за прв пат се појавува на Forbes 30 листата некој од Македонија. За мене значи големо признание, пред се е на некој начин признавање за досегашната работа, многу напорна работа. Во 2011 година на 21 годишна возраст, Ангеловска победи на надпревар за најиновативен бизнис план и неколку месеци подоцна го лансираше Групер, првиот сервис за групно купување во Македонија, кога само 1% од македонците купувале онлайн. Групер денес има повеќе од 2500 соработници и над 170.000 регистрирани корисници. Ангеловска нескромно вели дека во 7 години откако постои Групер, компанијата успеала да го промени онлайн купувањето во Македонија. Донесовме еден нов бизнис модел на пазарот во Македонија, го аплициравме успешно со многу добра маркетинг стратегија настап и сериозно, значи настапивме и бевме големи ентузијасти дека ќе ја промениме и трговијата во Македонија. Како што посочив претходно, денеска после 7 години може да кажеме нескромно дека ја променивме трговијата во Македонија. Главниот извршен директор за содржини и уредник на Forbes Рендал Лейн на настанот истакнал дека оваа година имале преку 20.000 номинации, од кои се одбрани најдобрите 300. Тој на избраниците им порача да бидат горди, бидејќи ова е најпрестижниот клуб на млади луѓе во Европа, во кој е најтешко да се влезе. Инаку, статистичките податоци за 2016 година велат дека 19% од интернет корисниците во Македонија направиле некаква онлайн нарачка. Обртот на пари преку онлайн продажбата за таа година изнесувала околу 85 милиони евра. Ангеловска очекува дека оваа година тој ќе се зголеми за 30%. Не е нормална работа.